Ми се чини дека е добро со мојот денешен гостин Мирче Јовановски да почнем таму каде што ни завршија. А тоа е барањето на правда, правна држава. Јовановски, дали ти се чини, извини, на Перту, дали ти се чини дека живееме во еуфорија, дека прво НАТО и ЕУ ќе не стабилизираат, а второ дека тоа ќе ни донесе правдата наспроти нашиот ментален склоп. Како тоа брзо да го изиграме законот? Чомовски, мислам дека добро е што Македонија станува членка на НАТО и што можеби ќе добие датум за преговори за членство во Европската унија, но треба да имаме во предвид дека домашната задача треба сами да си ја завршиме, дека никој од страна не може да ни ги реализира оние мерки кои што ние ќе ги донесеме, можеби со најдобра намера, а потоа ќе кикснеме во нивната имплементација. Да рече, изминативе неколку денови се водеа жестоки дебати во собранието. Беше донесен тој фамозниот закон за јавно обвинителство, што веројатно ќе придонесе да се смали, да се намали, да кажам, аргументацијата од страна на Европската унија во однос на донесувањето на препорака за почеток на преговорите за членство. Меѓутоа, имплементацијата на тој закон сепак зависи од нашите институции, од нашите органи. Политичката волја можеби е реализирана преку процесот на гласење во собранието, но сега останува потешкиот дел имплементацијата. Ние и со многу други законски решенија досега што сме ги носеле, сме кикснувале токму на тој дел, на имплементацијата, на нивното реализирање во практика. Тоа обично меѓународот кој ги чуеш зависи од судиите и обвинителите, зависи од личностите кои имаат интегритет. Без тоа, каква законска формална рамка да правите, не можете да очекувате дека ќе се стабилизира правната држава. Мирче Јовановски, гостин во време за пари, за се вратиме на бизнисот. Како во овој момент го проценуваш стартот на што туку неотворените програмски елаборации или понуди на партиите, во кој доминација е потрошувачката. Не како да создадеме екстра профит, додатна вредност, туку повисоки плати, 25%, пензии 15% и така натаму. Па веќе партиите почна да ги отвораат пакетите од своите предизборни програми, некои веќе ги реализира, но само да се надоврзам на тоа, на претходното прашање. Мислам дека владењето на правото ќе биде основа за економскиот напредок на земјата во наредниот период. Без оглед на тоа какви мерки ќе ветуваат партиите во предизборниот период. Инаку, што се однесува до твојата констатација дека продолжува подпирањето на економијата врз потрошувачката, тоа е несомнено така. Гледаме и од она што го презентираше досега ВМРО ДПМНЕ, дека и доколку го добие мандатот, се разбира, на наредните избори, дека основата за развојот ќе биде повторно потрошувачката, а не создавање на некои нови вредности во економијата. Мислам дека тука треба политичките партии сериозно да се замислат и едноставно да ги напуштат досегашните практики на популистички мерки, повеќе да се насочат она што се вели пот и солзи, нели? Да кажа дека ние живееме во едно компетитивно обкружување во светот и доколку не вложиме сериозни напори во промена на структурата на економијата, во образованието, во инфраструктурата, дека тешко ќе можеме да се носиме не само со поразвиените земји во Европа, туку и со земјите во обкружување. Изгледа дека ги забравивме странските инвестиции, така некако лежерно ни поминува сето тоа. Се задоволивме со Бунаджик и со неколку економски зони, но никој засега не излегува со концепт, некаков начин. Ќе создадеме економски амбиент за да дојдат реални странски инвестиции како Greenfield или било Brownfield или било како. При тоа, да не забравиме дека членството во Европската унија за 10 години ќе ја доведе на стаклени нозе концепцијата на слободните економски зони со оглед на стимулациите што им ги даваме на странците. Странските директни инвестиции според мене се многу важен елемент во развојот, во економскиот развој на земјата. Не толку
од можеби од нивото на додадената вредност кој што тие го реализираат, бидејќи тие се големи извозници, но во исто време и големи увозници, па разликата меѓу нели како додадена вредност не е бог знае колкава. Мислам дека беше 50 на милиони или можеби не знам нешто повеќе евра на годишно ниво. Но она што се однесува да речеме до ноу-хау, знаење, умење, процеси менаџерските процеси кои што можеме да ги научиме од нив, искуството кое што тие го пренесуваат, мислам дека се многу важни. И во овој сегмент би споменал еден друг елемент кој што мислам дека минатата година во декември месец и ММФ на една конференција во Виена посветена на развојот на земјите од Западен Балкан и нивната конвергенција кон Европската унија го нагласи, а тоа е интегрирање во меѓународните синџири за испорака. Односно, она што ние го велиме како нашите мали домашни фирми да станат снабдувачи на странските инвеститори кои што постојат тука во земјава. Инаку мислам дека во изминатиот период твојата констатација дека спласна како еуфоријата околу странските директни инвестиции држи, но сметам дека Македонија не треба да напушти таа насока, да кажам, таа ориентација кон привлекување на странски директни инвестиции, бидејќи тие во основа значат и креирање нови работни места, квалитетни работни места, современа, носење на современа технологија, знаење и умење, како што кажав, и тоа треба да се искористи. Милче Јовановски, новинар, економски аналитичар, гостин во Време за пари. Уште малку околу неоткриената програмска понуда, но реалната политичка и партиска конфронтација. Даношна политика. Власта влезе со ризик на социјалдемократскиот прогресивен данок, баланс меѓу богатите и сиромашните. ВМРО најавува не само враќање на рамниот данок, туку и негова намалување на неговата стапка за 9 или дури до 8%. Таа конфронтација како ќе изгледа? Па очигледно дека еден од основните елементи на кои што ќе се темели предизборната кампања на двете главни партии ќе биде даночната политика. Не е дека тие не излегоа со своји ставови. Тука се малце можеби и спротивставени. СДСМ, односно Министерството за финансии, деновиве објави една анализа за спроведувањето на прогресивниот данок, каде што тие констатираат дека воведувањето на прогресивниот данок довело до поголема даночна евазија. Значи, мислам дека разликата од очекуваните, односно можните приходи врз основа на прогресивниот данок и она што е навистина реализирано некаде околу 5 милиони евра, односно потфрлање за околу 51%. Значи, тоа тие го кажуваат во нивната анализа. Тоа суштината која влегува со таков прогресивен данок, со концепција, мора да знаат дека во Македонија сивата економија и трансферот на пари никогаш не завршила. Многу од предприемачите префрлија пари на своји текони сметки во околината и ние не добивме дома кумулација на пари. Мислам дека тука беше можеби основната слабост на таа мерка, бидејќи не беше проследена со сеопфатна борба против сивата економија. Инаку според мене мислам дека владењето на правото, сивата економија и образованието ќе бидат трите клучни работи врз кои што треба да се темели економскиот развој на земјата. Посебно кај сивата економија, според проценките на Светска банка, таа е, не знам, можеби 40% од владата вела дека е нешто подолу, но еве да е и 25 и 30%, тоа е огромен износ кој што создава нееднакви услови на пазарот. Значи, тие што работат легално и легитимно се неспоредливо во нееднаква позиција во однос на тие што го избегнуваат плаќањето на даноците, настрана што тоа се одразува и врз приходите во буџетот. Тука навистина треба да се преземе нешто. Инаку што се однесува до прогресивниот данок, тоа е легитимна социјалдемократска мерка според мене. Сега СДСМ на некој начин изби еден од адутите на ВМРО со враќањето на рамниот данок, нели, под превезот дека тој ќе биде
сам одложен за ниво од 3 години и тука веќе се гледа разликата меѓу двете партии, затоа што ВМРО е цврсто на позицијата дека ќе го врати рамниот данок, не само што ќе го врати, туку ќе го намали прво на 9, а потоа и на 8%, што да кажам поотвара друг вид на дилеми. Колку е тоа економски оправдано, дали ќе донесе повеќе приходи, иако не е непознато во економската практика дека намалувањето на даночните стапки може да резултира со повеќе приходи во буџетот, ако опфатот биде поголем. Добро, ова утринско ток-шоу за нешто што иначе сите не интересира, тоа е парите, и го завршиме со твој став. До предизвестно време, до пред 2-3 години викавме, готово е, отидоа плафоните на задолжување страна. Сега тоа стана нормална економска мерка да се задолжуваш. Дури и ВМРО ДПМН вели ние ќе одиме во нова етапа на задолжување, наводно за капитални инвестиции, дај Боже. Но никој од нив не вели дали воопшто некојаш ќе размислат во наredните 10 години капитални инвестиции во образованието, а тоа е човечкиот ресурс за еднината на Македонија. Тука и резултатите се можеби најспори, затоа што не може да бидат веднаш видливи резултатите, но клучот е образованието. Ке повторам, ние живееме во еден многу конкурентско опкружување, каде што условите на пазарот на трудот стануваат се посериозни. Во светот се зборува за дигитален јаз, за технолошка зависност, технолошко робство и така натаму. Ако ние не вложуваме во образованието, ако нашите деца не ги осознаваат новите технологии, мислам долгорочни последици ќе остави тоа врз развојот на земјата. Инаку што се однесува до задолжувањето, нормално е дека земја во развој како што е Македонија, дека не може да го темели својот економски раст само на домашните извори на финансии, на домашната акумулација, таа е недоволна. Мора да се потпре меѓу другото и на странските директни инвестиции и на странски кредити. Многу е важно како тие пари ќе се искористат и каков ќе биде нивниот ефект. Ако се вложат правилно и онаму каде што треба, тогаш и економскиот ефект ќе биде многу поголем. А ако се вложат во санација на пензискиот фонд, ништо не сме направили. Тоа е едната. Да. Инаку што се однесува до стабилизирањето на стапката на задолженост, тоа е една од работите што мислам дека оди во прилог на Министерството за финансии, особено под раководство на министерот Тевдовски. Ако имаме во предвид од кое ниво минатата влада за време на владењето на ВМРО ДПМН во изминатиот период, колку беше стапката на задолженост на Македонија од 23%, па стигна некаде до 48 или 49%, со тенденција да премине и границата од 50%, сега таа е некаде стабилизирана. Мислам дека тука се направени сериозни поместувања. Добро, почитувани гледачи на утрински брифинг, следевте разговор со мојот колега Мирче Јовановски. Ти благодарам што беше љубезен и одвои време.